Секој сака да зборува за тоа колку пари може да се заработат на берза. Ама она што ги дели аматерите од професионалците е одговорот на прашањето: колку пари си спремен да изгубиш? Добродојдовте во епизода 11 и денес зборуваме за најважната лекција од целиот серијал, а тоа е менаџирањето на риск. Да се вратиме на нашата аналогија. Замисли дека возиш Формула 1. Што те прави побрз на патеката? Мокниот мотор или недобрите кочници? Аматерите мислат дека е моторот, ама професионалците знаат дека ако немаш врвни кочници, ќе излетиш од патеката уште на првата кривина. Менаџирањето на ризикот се твоите кочници на берзата. Тоа е системот што те чува жив. Главната алатка што ја користиме се вика стоп-лос. И тоа е автоматска нарачка што му кажува на системот: ако берзата тргне во спротивна насока, затвори го трейдот веднаш на ова ниво и спаси ми ги останатите пари. Професионалниот трейдер никогаш не ризикува повеќе од 2% од својата сметка по трейд. Ако имаш сметка од $1000, максимумот што смееш да го изгубиш на една грешка е $20. Зошто е ова клучно? Затоа што дури и да сгрешиш 5 пати поред, ти се уште имаш 90% од твоите пари и се уште си во игра. Аматерот без стоп-лос ќе изгуби се на само еден лош ден. Во Prime клас, првото правило на успехот не е како да заработиш брзо, туку како да преживееш. Ако знаеш како да ги менаџираш и контролираш загубите, профитот ќе си дојде сам по себе. Сега имаш стратегијата, ги знаеш алатките и имаш кочницата. Но, што се случува кога стравот или алчноста ќе ти ги крене раците од волан? Во последна епизода од оваа фаза зборуваме за најголемиот непријател на секој трейдер: твојот мозок и емоциите. Се гледаме таму.